Гостин во овие вести е министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Министре, првен да започнеме, каква е моментална ситуацијата на терен? Најпрво морам да потенцирам дека Република Македонија се соочи навистина со досега невидена природна катастрофа и ние една од институциите на системот не сме били во состојба да имаме таков предизвик. Во моментот состојбата можам слободно да кажам дека значително се подобрува, се вложуваат максимални напори, институциите на системот функционираат на ниво на влада. Знаете дека беше донесена одлука, прогласена е кризна состојба, формиран и активиран е кризниот менеджмент. Во рамките на тој кризен менеджмент активно партиципира Министерството за внатрешни работи и јас навистина секојдневно ги обиколувам сите подрачја, односно сите места кои што се зафатени од оваа природна катастрофа, иако секторски сум задолжен како представник на владата во овој регион Црешево, Булачани, Раштански пат и Смилковци, така да не само тука, во тек сум со состојбите и во останатите сектори кои што се координирани од други министри. Тоа што го гледам навистина значи значителен напредок во однос на рачистувањето и санирањето на последиците од оваа природна катастрофа и ако во почетокот, односно вечерта, ноќта кога се соочивме со оваа природна катастрофа и следниот ден бевме преокупирани со спасувачки мисии во кои активно беа вклучени специјалните единици на Министерството за внатрешни работи со специјализирана опрема и со специјални возила. После наредниот ден од 8 па наомо се реорганизиравме и во рамките на кризниот менеджмент ги покривме практично сите подрачја кои се зафатени со оваа природна катастрофа и заедно со останатите институции на системот и со местното население, со волонтери работиме максимално интензивно, што се вика деноноќно, и учествуваме во санирање на останатите штетни последици. Знаете дека имаме голем број на жртви, 23 имаме потрага уште по едно лице, 16-месечно бебе. Потрагата трае се уште, а во однос на санирањето на останатите последици од природната катастрофа, можам да кажам дека значително се воспоставени или се оспособени улиците кои што беа практично нефункционални и затрупани со нанос и со кал. Дворовите и куќите, особено во овој сектор, се скоро исчистени, така да предизвикот сега е Стајковци, Сингелич со економија. Таму е концентрацијата на силите, на персоналните капацитети, на материјално-техничките средства и јас се надевам дека со тој интензитет ќе дојдеме до добри резултати, односно ќе успееме да се справиме со оваа невидена стихија досега. Добро, ајде малце да им доближиме на гледачите. Првиот ден или првите 2 дена по елементарната непогода, полицијата беше концентрирана во пронаѓањето на жртвите и на исчезнатите лица. Меѓутоа, после 2 дена се вклучи во расчистување на теренот. Може малце да ни опишете кои беа точно задачите на полицијата во овие први 2 дена, додека се трагаше по сега веќе починатите, меѓутоа и по исчезнатите лица? Како што кажав, првите 2 дена, значи, спасувачката мисија беше клучната работа во која што полицијата веднаш и брзо се ангажираше. Специјалните единици беа вклучени и јас имав прилика и можност да разговарам со раководителите на оперативните тимови, но и со самите полициски службеници кои учествувале во спасувачките мисии во рамките на оперативните тимови и навистина е тоа навистина се работи за стори кои што се неповторливи. Таква борба за спасување на живот е невидено. Успеале да спасат многу животи под исклучително тешки околности, кога и самите специјални возила биле зафатени со вода или биле залијани и така натаму. Влегувале во непристапни улици, во непристапни терени. Меѓутоа, сепак тоа ќе го оставам на моите колеги кои учествувале директно во оваа спасувачка мисија, тие да ги кажат сопствените импресии, бидејќи тоа навистина со зборови е тешко да се опише. Продолживме понатаму со претрес на терен и со потрага по терен за пронаѓање на жртви од природната катастрофа.
и од 8 па навамо веќе сме ангажирани односно директно сме вклучени во рачистување на улиците, во рачистување на подроми и во рачистување на дворишта од куќите. Им помагаме на местното население со останати логистички работи заедно со останатите институции на системот. И во тој контекст можам да кажам дека дадовме голем и значителен прилог на останатите институции и заедно, пак ќе кажам, со волонтери и со местното население успеавме некако да го нормализираме животот скоро во сите населени места кои што беа зафатени од природната катастрофа. Покрај ова, полицијата се ангажира и во класични полициски активности, додека траат сите овие активности, значи соодветно е обезбеден сообраќајен режим за движење, бидејќи е неопходно потребно да се обезбеди проток на механизација и на луѓе кои што учествуваат во санирањето на штетите од елементарната непогода, односно од природната катастрофа, така да воспоставивме и специфичен привремен режим на сообраќај, поставивме неколку клучки, да кажеме, за пренасочување на сообраќајот од Арачиново преку заобиколница, преку хиподром да влегуваат во Скопје и од Скопје према Арачиново, така да еден голем дел од населението и од возилата кои што вообичаено се движиле преку Сингилич, сега се движат преку хиподром. Исто така сообраќајен режим од Куманово, стариот пат према Арачиново, така да тоа се многу важни одлуки и прашања кои што дадоа индиректен допринос да можат механизацијата, луѓето, средствата да се движат слободно, да пристапуваат кон подрачјата кои што се загрозени и да учествуваат директно во санирањето на последиците. Добро, чиномо по новата македонска историја, ова е, да речеме, најголема елементарна непогода. Претпоставувам дека и вие како влада до сега не сте се сретнале со оваква голема елементарна непогода. Искуството како е, ќе помогне ли овој случај за во иднина евентуално да се превенира или подобро да се справиме со овакви ситуации? Токму така, значи ние како Република Македонија, како влада и како институции на систем немаме искуство со таква природна катастрофа или со таква елементарна непогода. Меѓутоа јас би кажал и друго, бидејќи имав прилика да разговарам со многу луѓе, односно членови на заедниците на местното население и со стари луѓе, практично не се памети во Република Македонија, а веројатно и во регионот пошироко од Република Македонија, еден таков феномен, една таква природна катастрофа или елементарна непогода. Како и да е, ние како институции на систем во секој случај морам да кажам дека бидејќи не сме имале такви искуства и не сме се успособувале за справување со таков вид на елементарни непогоди, меѓутоа како и да е, јас одговорно тврдам дека ние успеавме добро да се организираме и успеавме добро да одговориме на овој несекојдневен предизвик или предизвик кој што не бил досега присутен или со кој не сме се соочувале досега како држава. Ви благодарам за гостувањето на телевизија Нова.